Благодарам за поканата, честитки за организацијата, почитувани представници на дипломатскиот хор, колеги пратеници, почитувани гости. Честитки за истражувањето, одлична методологија, одлични прашања. И добро е да се отвори дебата на повеќе нивоа, вклучувајќи го и овој собир, што всушност сакаме да извлечеме од сите тие податоци. Дали сакаме да најдеме алиби за некои своји постапки или сакаме да најдеме начин како да продолжиме напред, земејќи ги предвид ставовите, стравовите на граѓаните, евентуално предрасудите, меѓутоа многу битно врз основа на што граѓаните ги изградиле своите ставови, што секако бара и дополнителна анализа, дополнителни истражувања, имајќи предвид дека пред нас е еден многу сериозен период на една огромна шанса според укажувањето на сите значајни, важни чинители од Европската унија. Амбасадорот Рокас тоа го потврдува во неколку своји излагања тука и на Националниот совет и на други настани дека сега е моментот, гледаме како се создава политичка клима и во однос на Украина. Данската амбасадорка за време на објаснувањето на приоритетите на нивното председателство пред една година во собранието експлицитно кажа: ние бевме земја која што бевме многу против. Сега со промената на геополитичките случувања, збеднувања сме за и сметаме дека е приоритет проширувањето. Тоа го кажува и председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, меѓутоа тоа бара да се сработи домашната задача, да се сработи тоа што е на масата. Мене навистина ме загрижуваат неколку антиевропски манири, кои што сметам дека произлегуваат од тоа што владата и оваа власт го прави во изминатите скоро 2 години од владењето. Ќе наведам неколку. Влошувањето на односите со соседите не е во духот на пристапувањето кон Европа. Не може да се каже го вративме старото име и да се влошуваат односите со соседна Грција, кога тоа не е така. Што е целта? Да се привлечат симпатии кај некои гласачи кои што тоа навистина го очекуваа врз основа на ветувањата на оваа власт во очи кампањата 24 година. Или континуираното влошување на односите со непримерни изјави со Бугарија. Не е тоа во духот на Европа. Не е во духот на Европа внесувањето на сомнителен капитал од Србија. Не го кажувам јас, српскиот свет, го кажа извештајот на Европскиот парламент. Не може да се дозволува без контрола да се носи капитал кој што бил одбиен од Европска унија. Се постава прашањето зошто се отвораат врати на таков сомнителен капитал во земја. Не може и не е во духот на европските манири да се носи резолуција во собранието во која што се забранува, внимавајте, слобода на говор. Да внимава опозицијата што зборува. Што сака власта да каже. Кој е тој европски манир? Колку и да декларативно се залагаат за Европа, барем овие работи укажуваат дека ниту средно, ниту долгорочно немаат намера да ги направат потребните работи. Понатаму, неспроведувањето на реформите. Многу пати споменато. Ниту законите, ниту патоказите, кои што треба да се донесат. Повторно е тоа несработување на домашната задача. Кажавме ние како опозиција дека сакаме да бидеме конструктивни и да работиме заедно. И да кажам неколку примери. Еве 2 конкретни примери, за да знае јавноста дека не е проблемот во желбата и иницијативата од страна на опозицијата да се работи вистински на реформската агенда. Законот за енергетика, кој што заеднички го поднесовме со заеднички амандмани, за да во последен момент, последниот амандман биде донесен спротивно на препораките на Европската унија. Епа не може да гласаме на крај за таков закон, кој што треба да биде само проформа дел од Европската агенда или законот за судски совет, каде не се во целост имплементирани препораките од оценската мисија. Не може да се маскираат работите. Очигледно е дека граѓаните стануваат се посвесни за тоа што треба да се направи и како регионот оди напред. Понатаму, следна работа. Сериозно загрижуваат изјавите од властите кои што го подгреваат антиевропскиот наратив. Последното случување со блокадата на границите, одлуката на
Европа за електронска евиденција за влез во Европска унија. Од лани е таа одлука. Не може се вие да кажете Европа е крива. Не може се нас нешто учителката да не мрази. Ние знаеме што ќе биде, ама на нас е кај сакаме да бидеме и кон што сакаме да одиме и да се движиме. Нема префрлање на одговорностите. Власта значи пред се одговорност. Се знае кои се обврските. Понатаму, да не должам многу, да има после простори за дискусија. На крајот на криштата, од сите овие работи, да резимирам, сметам дека едно е да се прати, а друго е да се води. Резултат и поука од сите овие истражувања треба да се заклучи и да се извлече насока како да се води напред. Затоа што тоа е одговорно владење, преземање одговорност за храбри одлуки, некогаш по цена на сопствениот политички рейтинг, ама за доброто на државата. Оваа држава многу пати се соочила со такви дилеми. 90-та, 91 година огромно мнозинство на граѓаните беше да се остане во Југославија. Па некои политичари имаа визија. И станавме независна држава. Се постава прашањето што ќе беше ако се решеше проблемот со името во 2008 година во Букурешт, кога не беше ерга омне за решението. Ке можеше ли Бугарија тогаш да поставува вакви услови, ако бевме уште тогаш поблиску веќе во НАТО и блиску до Европска унија? Што ќе биде утре, кога веќе се пишува договорот за членство со Црна Гора и веќе се затвораат поглавјата? Истото се случува со Албанија. Прашајте ги со граѓаните албанци дали им е сеедно што Албанија оди напред и што тие кажуваат. Така да резимирам, сметам дека треба од ова се да конечно власта превземе одговорност, реално ги земе работите, предвид реално ги искомуницира. Мора да имаме предвид дека има силно изразена мрежа активна на медиуми, над 35% се контролирани од луѓе блиски на премиерот Орбан од Унгарија, што сериозно влијае на креирањето на јавното мислење. Во тие медиуми се градат антиевропски ставови, што е спротивно на членот 12 на новиот закон донесен за борба со корупција страна со Соединетите Американски држави. Што значи дека сериозно се разгледува како стратешки ќе се движи ова земја напред во следниот период. Еден многу добар податок, што мислам дека значи многу, а тоа е тоа што гласачи на ВМРО-ДПМН изминативе 2 години, и тоа е најсигнификантна разлика, има поддршка кон пристапувањето на земјава кон Европската унија. Тоа е многу добар податок. Гледаме дека континуирано е тоа кај поддржувачите на СДСМ, така да сметам дека тоа мора да се издвои. Лошата работа во тоа е што сметам дека премиерот Мицкоски не е во тие луѓе. Благодарам.